Сат и пол до 2 вртиме круго и нема место каде се паркираш. Нема спас за секојдневните главоболки и нервози на скопските клиники. Дали да се грижат што ќе им кажат лекарите, или граѓаните да трошат време во барање на место за паркирање. Откако пред 2 месеци Министерството за здравство го поништи тендерот и не потпиша договор со Ѓока Констракшн од Албанија, која планираше да ја зголеми цената за паркирање. Овој период надлежните немаат преземено никакви конкретни мерки за надминување на долгогодишниот хаос со паркингот на Клинички. Седат со часови во автомобилите чекајќи да се ослободи место. Други паркирале на тротоари. Трети се откажуваат од вртење кругови и паркинг бараат надвор од кругот на Клинички. Поише време губиш кога бараш место за паркирање отколку да идеш на лекар да се провериш ти работа. Тоа и многу иритира, а парите знаат да ги земат. Не ни се идет, а мора да дојдеме. А мора да дојме на лекар тука. Што да правиме? Од Кичево сме ние и то идеме рано со Вајле во 6 тргаме, ќе најме подобро место да се паркираме негде да најме, нема шанса. Од 7 са Бали сум тука. И само кругови вртиме и излезе една па влегов. Многу тешко се наоѓа место на паркинг. Треба да чекаме прво да се ослободи тоа место, да влеземе да се паркираме, па потоа да идеме да завршиме работа. Таравари кога го поништи тендерот најави засилено темпо на работа за решавање на проблемот со паркингот. Меѓутоа се остана на зборови, а во пракса истиот хаос. Иако побаравме, не добивме став од Министерството за здравство. Ги контактиравме во градски паркинг Скопје, за кој министерот посочи дека ќе разговараат за можноста да продолжат со стопанисување и изградба на монтажна гаража. Меѓутоа оттаму ни одговорија дека досега не добиле официјална покана за средба. Иако нивниот договор е истечен уште во 2022, се уште управуваат со паркингот. Кога ќе има долгорочно решение, никој не знае. Сања Димитровска, Сител телевизија.